Текстилни фабрики во Северна Македонија сигнализираат дека спасот на индустријата лежи во осовременување на процесот на работа. Само така можеме да ги задржиме клиентите и да привлечеме нови. Тоа е единствениот пат. Како се прават производи за фирми гиганти во македонски хангари. Чисто да споменам и астронаутските оддела се прават со оваа технологија. Дали современите машини ќе ги заменат работниците? Новите процеси не значат загуба на работни места. Може да се каже дека значи поквалитетни работни места. Се менува ли и профилот на работниците? Навистина станува многу креативна и тука младите можат навистина да најдат интерес во како нивна професија. Ова е приказна за компании што се обидуваат да го подобрат имиџот на индустријата, која ја носи етикетата на експлоатирачка и непримамлива за работа. Работен ден во услови на ковид во текстилната фабрика Албатрос во Штип. 250 работници дневно може да произведат и до 1300 машки кошули. Како, што и колку ќе изработат денеска, се диктира од друго место. Овде шаблоните за кошули се дигитализираат и преку два вмрежени софтвера се даваат параметрите за работа. Количина, димензии, урнек со максимална искористеност на текстилно парче и така натаму. И колку е искористеноста, Венцо, се? 80%. Упатствата се праќаат до сите сектори. Работниците, обучени за работа со машините, ги внесуваат параметрите и работниот процес понатаму е автоматизиран. Тие контролираат машината и одредуваат параметри, еве таму на компјутерот, со која брзина, која ширина, која кројна слика да ја земат. Значи, одредуваат параметри како да крои машина. Двојно побрзо се крои. Една кошула се крои околу 4,5 до 5 минути, значи една величина. А тоа може во исто време, ако се има поголем број на наслеги, значи 60 до 90 кошули во 5 минути да се скројат. Ова пак е машина за постилање на материјалот. И она му брои колку листови, на која метража, колку сантиметри. Еве таму на монитор. Онаму каде што не може целосно да се автоматизира процесот, се работи на стандардни машини. Албатрос во моментов подготвува пратка за Германија со работни кошули. Со скенирање на кодот на кутијата, почнува автоматско бројње што и колку ќе има во неа. И на секоја кошула е прашува и она потврдува. А доколку клиентот бара вест на логото, Албатрос може да ја направи за многу кратко време. Значи овој вес има 1081 убути. За минута, значи нешто повеќе од минута. Андов објаснува колку е важна инвестицијата во автоматизација. Самото тоа што ќе дојдат и ќе ја посетат фабриката и ќе видат со своји очи каде се произведува и како се произведува, кога ќе ги видат процесите и како е сето тоа организирано, им дава доверба дека нивните нарачки, нивниот производ ќе биде на време со загарантиран квалитет и дека на крајот на краиштата кога ќе продаваат знаат дека е произведен во добри услови за работа. Во скопската фабрика Textile Solutions, во која се шијат јакни, производството е унапредено со специфична швајс технологија. Технологија која што ќе даде финиш решение на веќе составените шавови, да направиме финиш обработка, тоа со една посебна лента, која што кога се загрева, се лепи на материјалот и дава посебна заштита која што во крајен производ се добива артикал кој што е, еве да речеме, огноотпорен. Сепак оваа технологија не е толку многу честа, заради тоа што има многу регулативи и услови кои што првично треба да се исполнат, заради тоа што сме врзани со сертификати, со лиценци кои што треба да ги добиеме, за да во крајна линија на крај да ги добиеме машините кои што не се баш толку многу ефтини за да може да инвестираме во нив. Инвестицијата во 7 машини значела и преквалификација на исто толку вработени. Но за жал старосната граница кај нас е некаде
околу 55 години, значи просечна. Сега кога се инвестира во нови машини кои што се автоматизирани, прилично тоа значи дека би било пожелно да се вработи некој човек кој што е помлад, каде што технологијата е поблиску до него. Но се отвараат и нови работни места и ние сме секој пат желни за човек плюс, заради тоа што нашата индустрија може само да се развива напред и да расте, доколку имаме повеќе луѓе, заради тоа што зависим, секоја парче зависи од човек плюс. Модната групација Ината во Кочани дизајнира и изработува протомодели на облека, кои најчесто преку агенти стигнуваат до потенцијални клиенти. Откако ќе се договори соработка, Ината бара од фирмите соработнички ширум земјава да го умножат урнекот. Кога конфекциите ќе ги сошијат бараните количини, например на фармерки, тие повторно се враќаат во Ината на доработка. Дата Колор автоматски ја дефинира точно бараната нијанса, па следува фарбање, перење, везење, а најсовремена и најскапа инвестиција е ласерското дизајнирање. Претходно голем дел од тие ефекти се изработуваа рачно, па имавме огромни разлики од едно до друго парче, лево и десно на истата панталона, па моравме да смислуваме изговори, да им кажуваме на клиентите тоа е автентично, така треба да биде. Меѓутоа денеска се тоа е надминато и морам да кажам тоа се сега еколошки третмани, тенденцијата е таа. Последна инвестиција на Ината Кочани се 60 машини за автоматско плетење чорапи. И овде, како што работниот процес се осовременува, така работниците се дообучуваат. Модернизацијата и автоматизацијата не значи дека ние купуваме роботи кои што ќе работат сами. Ние купуваме опрема која што е модерна, меѓутоа и со истата таа мора да ракуваат луѓе. Значи оператори на машините се потребни и тоа ќе остане така во иднина. Јас лично не можам да замислам дека робот ќе го изработува тоа, а не човек. Сепак зборуваме за гардероба. Луѓето и натаму ќе останат многу важен дел од процесот на производство. Ширум државава во моментов работат околу 800 конфекции со околу 30.000 вработени. Дури 95% од производството е за извоз, главно за европските пазари. Наташа Сивевска од текстилниот кластер вели дека секоја држава има своји услови со какви конфекции сака да соработува, но социјалната и корпоративната одговорност стануваат неминовност. Од 90 компании членки на кластерот, 40% имаат црно на бело дека работат социјално одговорно и законски. Го контролираме на некој начин, се контролираат состојбите во фабриките. Тоа токму тргна и од тамо каде што големиве брендови кои кога произведуваа во Кина се случија неколку катастрофи во текстилни компании и тука државите од Европа самите иницираа да се поведе сметка каде тоа производство ќе се организира и дали се зачувани човековите права во тоа производство. Текстилниот кластер се обидува да ги анимира и убеди младите, главно средношколци и студенти, оти има иднина во индустријата. Сивевска вели дека компаниите ја прават модернизацијата гладно со сопствени средства, а таа пак води и до нови работни звања. Нас ни се потребни инженери, ни се потребни организатори на производство, ни се потребни кројачи, ни се потребни работници на машини, а сега со една таква модернизација, со автоматски кројници, со автоматизирано производство, сето тоа станува на некој начин покреативно и поатрактивно за самите ученици. Дел од фирмите кои произведуваат работна облека, како Албатрос од Штип и Textile Solutions од Скопје, следниот месец одат на саем во Дизелдорф, Германија, со поддршка од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и швајцарската програма за поддршка на извозот СИПО. Целта им е со знаењето, вештините и условите за работа да привлечат што повеќе клиенти. Сите оние што на друг начин го замислуваат развојот на текстилната индустрија, без етички и технолошки предзнак, за нив се нелојална конкуренција.